Компаративно, со податоците за 2024 година имаме намалување кај повредите при работа со смртни последици. 13 во сооднос со 8, минус 5 смртни случаи. Само со системски пристап од сите релевантни чинители може да се овозможи да насаканите последици како што се тешки повреди со смртни последици и повреди при работа, професионалните болести и болести поврзани со работа да се сведат на минимум. From the European Union, we fully support this approach because prevention means acting early, designing better jobs, building healthier organizations, and ensuring that policies and practices support people, they don't overwhelm them. Безбедноста и здравје при работа не смее да биде тема и наслов само кога ќе се случи трагедија и кога ќе ни загине работник. Безбедноста и здравјето при работа е област која што не трпи импровизации, политиканство, суети. Тоа е област која што бара исклучително индивидуална и колективна одговорност и посветеност. Дизајнирањето на здравите психосоцијални работни средини мора да се гледа како процес од подигнување на свеста кон конкретни мерки и системски пристапи. Тоа значи отворена комуникација, превенција на стрес, поддршка на вработените и градење организацијска култура во која менталното здравје е секако приоритет. Ние денеска зборуваме за психосоцијалните ризици на работните места и оние кои ги доживуваат работниците. Но мислам дека треба да зборуваме за психосоцијалните ризици и на семејствата кои загубиле свој најблизок заради смрт на работното место. Ден кој представува комеморација за сите овие луѓе кои ги загубиле своите животи на работните места и обврска за сите нас присутни чинители кои работиме на оваа проблематика, економско-социјалните партнери, струката која е директно вклучена во оваа проблематика, академската средина, науката, медицината на трудот, во иднина, во нивно име, да создадеме услови за некои идни генерации да имаат помалку проблеми на работните места. Да направиме Македонија достоинствено место за живење, за живот и за работа, место каде што правдата, солидарноста и грижата за другите ќе бидат нашите основни вредности. Ако сакаме да имаме современа превентивна култура на работните места, треба да имаме современ превентивен начин на делување и современ превентивен пристап кон работите, наместо да имаме реактивен. Наместо да имаме ситуација каде што би дошле и би ги коментирале несреќите на работното место, многу повеќе да учиме од истите и да ги спречуваме за да немаме повеќе црна статистика која беше тука спомената. Во текот на сите овие 2-3 децении, може да кажам, практично се покажа дека стресогените фактори од работното место влијаат не само на менталното здравје на експонираните здравствени работници, туку доведуваат до намалување на квалитетот на услугите за пациентите, а исто така доведуваат и до помала безбедност на пациентите во текот на изведувањето на здравствените процедури. Барањата се всушност работни аспекти кои бараат физички или ментален напор, например зголемен обем на работа, работа под притисок, емоционални барања, нејасни улоги и задачи, додека ресурсите, она што ги штити работниците, односно го штити нивното ментално здравје и компензира до одреден момент, додека се наруши тој баланс, всушност се работните аспекти кои помагаат во остварување на самите цели, го намалуваат стресот или барем го менаџираат стресот или поттикнуваат раст, како што е автономија, повратни информации, поддршка од колеги, интерперсонални односи, можности за учење и така натаму.